Тројца осмоделенци од основното училиште Блаже Коневски од Прилеп го освоија второто место на меѓународниот надпревар во кодирање со микробитови џебни компјутери, кој што се одржа во Белград, насловен Училиште за 21 век. Прилепските основци измислија систем кој доколку се имплементира во масовното производство, многу ќе придонесе за посигурен превоз на транспортните возила. Со помош на микробитовите се предупредува возачот за ниски температури. Светлата сами се пуштаат со намалување на дневната светлина. Со помош на вградени светла на патот се покажува бараната дестинација, а доколку дојде до незгода, веднаш се алармираат полицијата и итната помош, или доколку некое возило вози брзо, исто така се известува полицијата. Тука се наоѓа микробитот кој што има функцијата да пријави во полиција и брза помош удар и микробитот кој што ќе му каже на другите возачи дека има удар со помош на светлосни и со звучни сигнали. И сега на удар може да се примети дека се сигнали до радиостаниците. Следна функција е функцијата која што ја мери температурата и ако е пониска од одреден степен ја испраќа во метеоролошката станица, која што понатаму бија пропратила на други возила. На надпреварот учествувале 13 училишта од 6 држави. Идеја да ги изработиме овој проект ни беше верижниот судар што се случи на 27 септември 2018 година во Србија. И ние со транспортниот информационен систем сакаме да спречиме голем број жртви во сообраќајот. Запознавме некои нови карактеристики на програмирањето и кодирањето и се надеваме дека во иднина ќе достигнеме уште поголеми победи и достигнувања. Надпреварот се одржа во рамки на дигиталниот самит на кој што учествувале 3000 учесници и 60 на компании. И посебно задоволство ни беше што не посети еден од програмерите на Робот од Софија и беше задоволство што разговараше со нас, дури ги зеде нашите податоци и дел од нашите документи што ги имавме. Прилепските основци сега се надеваат дека ќе добијат уште поголема помош и поддршка од државата за остварување на нивните идни проекти.